Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте со анализата на 24 вести. Додека траат преговорите за формирање на новата влада, во јавноста се чини дека не доаѓаат одговори, туку се повеќе прашања за тоа каква ќе биде таа влада, кој ќе ја формира, но и што потоа. Бидејќи се отвараат и некои дилеми дали таа влада ќе успее да се формира сега под преговорите на ВМРО, ДПМН и ДУИ, со оглед на тоа што во јавноста излегуваат некои информации кои се повеќе неофицијални, бидејќи официјални има многу малку, а според тие информации еден од главните причини за сопнување помеѓу двата коалицијски партнери е прашањето за продолжувањето на мандатот на СЈО. Тоа е едно од прашањата за кое ќе зборуваме вечерва и кое ќе биде една од главните теми, но и ќе зборуваме и за сите оние кои се поврзани со владењето на правото, со реформите кои ги бара Европската унија и меѓународната заедница да се спроведат во Македонија. Доцна попладнево имаше изјава и од еврокомесарот Хан, во која тој се појаснува за негова претходна изјава за тоа каква влада треба на Македонија, а емисијата ќе ја почнеме токму со тоа. Наши вечерашни гости се универзитетскиот професор Темел Користевски и поранешниот обвинител и политички аналитичар господин Сотир Костов. Господа, добра вечер на двајцата. Значи, попладнево еврокомесарот Хан се појасни за една негова изјава дадена претходно, бидејќи таа изјава беше перцепирана во македонската јавност дека Европската унија бара создавање на влада со широка коалиција во која би влегле сите партии. Еврокомесарот Хан повторно не појаснува дали мисли на тоа, но тој вели вака. Комесарот зборуваше за потреба да се има широк политички консензус и широка коалиција за државата да може ефикасно да се справи со многуте предизвици што престојат. Односно, имплементирање на реформските приоритети и договорот од Пржино. Професоре, како вие ја сваќате сега оваа изјава, бидејќи таа е малку енигматична за македонската јавност? Што мислите дека всушност бара Европската унија? Мислам дека Европската унија бара една влада која што ќе биде посветена на остварување на целите на уставниот поредок кои што произлегуваат од преамбулата на уставот. Владата ја сочинуваат демократски избрани представници на граѓаните, ќе почнеме од член 2, став 2 од уставот. Тие демократски избрани представници на граѓаните треба да бидат посветени на граѓаните, на нивните интереси. Посветеноста бара остварување на целите на уставниот поредок. Посветеноста бара остварување на обврските од извештајот на Прибе, обврските од Пржинскиот договор и бројни други обврски кон Европската унија и НАТО. Ние како држава се стремиме да влеземе во Европската унија и НАТО. Република Македонија треба да биде една демократска држава, држава на граѓаните. И ако владата, тие демократски избрани представници на граѓаните во владата, во парламентот, се стават во служба на граѓаните, интересот на граѓаните да им биде прва, основна и единствена цел, тогаш нема да има проблеми. Меѓутоа, јас со оглед на спротивставените интереси на политичките партии во Република Македонија, големиот анимозитет кој што постои меѓу нив, можам да кажам дека сум скептик кога би се формирала една таква влада. Вие зборувате веројатно за широка коалиција во која би влегле сите партии. Мислам на влада на широка коалиција која што ја споменува еврокомесарот Хан. Тој убаво кажува, ако владата, сите представници во владата, таа широка коалиција, бидат посветени на интересите на граѓаните, тогаш практично се остварува едно уставно мнозинство. И целта на владата е да служи на интересите на граѓаните, да биде сервис на граѓаните. Да, меѓутоа, за жал, викам, со оглед на големиот анимозитет, големите спротивставености на интересите на политичките партии, такво нешто тешко може да се воспостави. И една таква влада, лично да ви кажам, скептик сум дека ќе може ефикасно да функционира. Би може да функционира ако
сите членови на владата, нели тоа ќе бидат членови на владата од различни политички гарнитури, бидат апсолутно посветени на интересите на граѓаните. Интересите на граѓаните треба да бидат оно што е основно, нели, во работата на владата. Да, но да бидеме јасни, еврокомесарот Хан не појаснува дали тој мисли на влада на широка коалиција. Тој ги употребува сите тие термини, како што кажавте, и уставно мнозинство, но сепак не кажува прецизно дали мисли на тоа. Господине Костов, како вие ја сваќате оваа изјава? Видите, бидејќи ова не е нормативен акт, најмалку устав, ниту закон, ниту политичка декларација, значи можеме слободно да толкуваме. Еве јас како ќе се потребам дури конкретно, буквално да толкувам. Иако многу луѓе мислат дека еврокомесарот Хан има негативен однос кон Македонија и разрешувањето на кризата, јас лично мислам не. Човекот има позитивна. Неколку позитивен однос и неколку пати се труди да ни помогне, да ни го покаже патот, како да не го разбираме најдобро. Што ни кажува? Стратешките прашања за развој на државата. Па ние немаме стратегија. Значи ни вика, седнете, видите ги црвените линии. Дали е грчкото прашање за името на Македонија, економскиот развој, развојот на демократијата, човековите права и така натаму и така натаму. И на крајот вели, мислам, на зборче има инклузивна, значи кохезивност, инклузивна. Нема делење македонци, албанци, турци. Сите политички субјекти кои добиле легитимитет од граѓаните онолку доволен, а можат да влезат равноправно во некоја коалиција, без разлика кој ќе ја составува, ајде бидете кохезивни и бидете интегрални. Јас така ја сваќам ова. Негова порака и добро да чујат лидерите и да ја разберат. Не гледам многу енигма, да бидам искрен. Македонија нема стратегија. Македонија дозволува бранови од Тирана, бранови од Приштина, се јави и председателот од Бугарија на заменување, тој да ни кажува што бил македонизмот, па македонизмот е во уставот на Република Македонија. Добро, Тоа е залагање за Македонија. Но, така да, најдобро ја сваќам оваа изјава, впрочем тој е европски комесар и мислам дека само треба лидерите малку да поработат на имплементација. Веројатно енигмата во тоа барање на Европската унија е во тоа што според математиките во собранието сега, значи има да речеме две опции. Доколку ова собрание, овие пратеници сега формираат влада. Едната опција е да има таква широка влада во која би влегле сите партии, значи ако така го подразбираме тој широк консензус, тоа е една. Така ја мислам. Да, јас зборам како вие кажувате како новинар, да. Не, како опции. Правата опција е тоа. Втората опција е значи да ја формира ВМРО ДПМН или да речеме СДСМ, хипотетички. Но дали доколку ги формира или ВМРО ДПМН или СДСМ, ги знаеме математиките. Да. Кои би биле? Дали било таква коалиција би имала широк политички консенсус? Видите, многу убаво го поставувате и многу конкретно прашање, тоа ја вака, ја не би тргнал од математиките, ја би тргнал од уставните обврски да се направи влада. Значи, сега имаме мандатар. Мандатарот до 29 јануари има врска да ни соопшти има коалиција, тоест мнозинство, или нема. За мене сега тоа е единствена опција. Јас многу пати имам кажано дека во демократските капацитети за договарање, преговарања, одстапки, приближувања на Али Ахмети и на Никола Груевски многу верувам. Многу пати се договарале, не гледам причина и овој пат да не се договарат, немам некои информации до каде им се договорите, не би прејудицирал како некои медиуми што прават, лично мислам дека се на добар пат да се договорат. Во случај да не се договорат, ние треба да видиме што не очекува. Дори тогаш доаѓа оно толкување на уставот. Ќе одиме на словото на уставот, а тоа е малку шкрто, сиромашно, не пишува што, или ќе одиме на традицијата од 91 година наваму, што ни се случувало, кој како председател го толкувал уставот и кој како постапувал. Но, зошто не се стрпиме до 29 јануари? Јас лично мислам дека, ајде, може би не со ветенизар, сама вака или онака ние ќе имаме влада. Мислам, со малку повеќе натегање или не, ние ќе имаме влада во Република Македонија. Не можам да предвидам дали овој мандатар ќе ја состави или некој друг. Јас верувам во политичките субјекти и морам на почеток да кажам, конечно сретнав соговорник после месец дена, во неколку други студија, дали не ми одеше студијето или соговорниците, кој кога зборува за уставот на Република Македонија, зборува за граѓаните, зборува за суверенитетот кој им припаѓа и од нив излегува, а не зборува за етнички групи, национални групи, етноцентризми и така натаму. И ќе ми биде драго едно ново
познанство и искуство да имаме вечерва до овој разговор. Да, вие не сте биле до сега во Не, студио прв се заедно, да. сеќаваме. Добро, вие ова сега што го кажете е едно од прашањата кои треба да ја зборуваме вечерва, еве да одиме директно на тоа прашање. Важно. Значи, што доколку овој мандатар не формира влада или доколку еве да одиме пошироко, ВМРО, ДПМН и ДУИ не се договорат за влада, бидејќи тука има различни толкувања. Според уставот има дури и толкувања дека и со сегашното давање на мандатот на Никола Груевски председателот Иванов го прекршал уставот. Како гледате вие на ова? Видите, мислам дека не е прекажен уставот. Факт е дека таму пиша ова мнозинство, ама не пишува во кој момент мнозинство. Пред составувањето на коалицијата и обезбедувањето на мнозинство, пред да се даде мандатот или потоа. Лично мислам дека уште некој ден ни фали. Потоа, дали ќе одеме во недоглед враќање и давање на мандати на еден ист политички субјект или ќе одиме на вториот по јачина на мандати, ќе треба малку да се подразмисли председателот, како ќе толкува, да си ја види малку традицијата, а неговиот стручен тим да му толкуват уставот што кажува и како кажува, но јас вака би рекол. Лично мислам дека ако имаме прв неуспешен обид за влада, кажете ми вие на мене, може ли Заев да биде успешен? Што ќе му понуди? Сега, СДСМ и Заев, ајде да оставам СДСМ напред, што повеќе ќе понуди или повеќе ќе прифати од Груевски, од Али Ахмети и од така наречена платформа или изјава или не знам што е тоа, а да Груевски не може да го даде. Значи, треба да внимаваме, само да докажам, да не влеземе во една спирала магепсана која ќе не оддалечи пак од правото, од уставот, од институциите. Таму еден од главните камени на спомнување е продолжување на мандатот СЈО. Може би СДСМ и ДУИ ќе се најдат повеќе на ова прашање. Видите вака. Зошто го и тоа прејудицираме? СЈО легитимно, иако вие го знаете мојот став за Пржински договор за СЈО, знаете дека сум многу да речам ригиден, многу строг, нефлексибилен, но ќе зборуваме вечера во емисијава. СЈО има мандат. СЈО конечно работи, не се жали дека нема веќе обструкции. Ајде да го оставиме само СЈО да работи и конечно нешто да сработи, не само тенкови да ни покажува или било што. Да. Значи, СЈО нека работи. Јас вака велам, ако СЈО испорача резултати, ја прв ќе гласам СЈО да му се продолжи мандатот. Ама ако СЈО ги политизира работите, усред изборна кампања се јавува и прави тоа што сите видовме, или сега кога се составува влада, дава политизирани тенкови и ова второ како беше тарифи или не знам што, па и ја не би гласал со СЈО, да бидам искрен. Да бидам искрен. Значи, СЈО има мандат. Нека работи СЈО. Нека работи. Не, ќе продолжиме со ова прашање, туку да не ги прескокнеме сите прашања, а ќе се вратиме на СЈО. Да, дали нешто остана неодговорено? Ми остана неодговорено, па тоа дека она што би било заедничка точка помеѓу СДСМ и ДУИ би било продолжување на мандатот СЈО. Ма немој да се молам, ајде слушајте ме. Точка на раздор, кој се обиде да го уништи Али Ахмети со објавување на приватни разговори? Заев, сетете се кај Борење Јановски што кажа. Тие се корумпирани. Кој прв кажа за ДУИ дека е корумпиран тендер, коалиционен партнер и така натаму? Не. ДУИ и СДСМ веќе немаат ништо заедничко, да ви кажам. Тие многу одамна се разидоа. Заев се обиде да уништи ДУИ, не успеа и го намали успехот, мора да признаеме, да не речам 50% и го намали ефектот од изборите, но ДУИ е победник во албанскиот кампус, ДУИ е трета партија по освоени гласови и ДУИ екзистира и јас, познавајќи го екзистирањето на ДУИ овие 14-15 години, на ДП и не само на нив, јас верувам дека тие ќе се соземат, ќе се консолидират и ќе си продолжат да работат и можеби ќе се препородат или ревитализират. А дека тие нешто имаат заеднички, не. Кој им одзема од меѓу 40 и 55.000 гласи, со ви тоа го кажуваат моите анализи на овие избори. На кои се тие гласови? Во минатото, на ДУИ. Немој да ме убедувате, значи, сејаде, дека ДУИ и СДСМ имаат заеднички точки. Не сум сигурен дека имаат, но како преговарачи, тие и мора да најдат, па сега да бидам коректен и да бидам објективен. Значи, ако седна да преговарат за добробит на Македонија и за едината на Македонија и економскиот развој и развојот на демократските процеси, мора да најдат заеднички точки, ама после 29 ноември, доколку не се состави влада од страна на првиот мандатар. Да.
Професоре, за вас истото прашање, бидејќи вие го третирате уставот, значи за тоа, за обвинувањата дека председателот Иванов го прекршил уставот уште со доделувањето на мандатот на Груевски, бидејќи тој нема обезбедено мнозинство. Доделувањето на мандат е донесување на одлука. На секоја одлука треба да и претходи прецизно и јасно утврдување на фактичката состојба. Затоа мислам дека председателот требаше, пред да го додели мандатот на Груевски, да обави разговори со лидерите на парламентарните партии, преку разговори и на други начини, преку она што се вика доказна постапка, да прецизно да утврди, јасно да утврди кој може да формира влада, кој може да оствари парламентарно мнозинство, нели? Освоено најмногу мандати во собранието не значи мнозинство во парламентот. Мнозинство во парламентот значи 61 и повеќе пратеници, да може да се формира влада, да може тој парламент како така да работи. Тоа требаше да го утврди председателот и потоа да го додели мандатот на Груевски. Тој за жал тоа не го направи. Отиде на екстензивно толкување на уставот, поаѓајќи од фактот дека Груевски, коалицијата ВМРО ДПМН освоја најмногу мандати во собранието, но не и мнозинство мандати, го додели мандатот за формирање на влада на Груевски. Добро, доколку што мислам дека го повреди уставот. доколку ВМРО ДПМН дуи само истото подпрашање, значи доколку ВМРО и ДПМН и ДУИ формираат влада до недела, до кога е рокот, ова прашање ќе биде излишно. Но ова е една дилема која веќе сите експерти ја разработија на некој начин, што доколку тоа не се случи. Значи има повеќе толкувања. Едно е дека председателот треба повторно да го додели, некои велат на ВМРО ДПМН, други велат дека не треба да го додели на никого, дека треба да се свикаат нови избори и така натаму. Што мислите вие? Што кажува уставот? Уставот, целејќи го словото на уставот, се што се работи, треба да се работи во интерес на граѓаните. Факт е дека негде 600 и кусур илјади граѓани се определија за промени во Македонија. Не застанаа зад Груевски. Зад Груевски застанаа 450.000. И тие 450.000 не се толку. Имајќи го она што вчера го прочитав за заклучоците од парламентарниот совет на собранието на ЕУ, дека биле вршени притисоци, закани, подкупување и така натаму. Најмалку негде 100 до 150.000 гласови се добиени на тој начин со притисоци, мислам за ВМРО, нели? Со притисоци од страф, некого да не го истераат детето, да не му истераат сопругата, поради тие закани, нели? Така да, повеќе од 600 и кусур, 650, не знам, илјади граѓани кои што се определија, кои што не се изјаснија, кои што не гласаа за Груевски, повеќе се граѓани, не се 650, повеќе се. И тој факт треба да се има во вид. Треба да се има во вид волјата на граѓаните, интересите на мнозинството на граѓаните на Република Македонија. А мнозинство на граѓаните на Република Македонија не се за коалицијата ВМРО-ДПМН. И затоа мислам дека ако Груевски не успее да формира влада до 29 јануари, председателот треба да ги цени интересите на граѓаните, целите на уставниот поредок на Република Македонија изразени во преамбулата на уставот и да го довери мандатот на Груевски, на лапсус, на Заев. На Заев. Вака, значи, кој сакав да упаднам, сакав да дадам коментар на толкувањето кој, мислам, на уставот, задавањето на мандатот од страна на почитаниот професор, кој мислам е коректно и едно од толкувањата. Но веднаш што го напушти
теренот на устав и уставна материја и заплива професорот во избори и изборни материи и мислам дека ги утна работите. Да одговорам и јас дали сгрешил председателот. До сега која влада, која коалиција владееше во Република Македонија, ВМРО, ДПМН и ДУИ? Имаа мнозинство, имаа мнозинство. Председателот од изборите како ги чита резултатите? Не ги толкува, ги чита. 51 и 10. 61 е. Дали е тоа мнозинство, професоре, да ве клемало, признава. Дали е тоа мнозинство? Мнозинство. Еве зошто председателот предпоставувам го дал мандатот за составување на влада. Јас не сум председател, толкувам нешто сега што е устав и еве сега ќе одиме веќе во изборната проблематика. Добро, но Може би никак, сепак, најверојатно сигурен сум нема да бидам председател, но е се обидуваме да влеземе во размислувањето на председателот и неговиот тип. веројатно само да кажам, таа поставка на председателот може да има да биде предмет на толкување, на оспорување, толкуваме. но сепак И еве се разликуваме. Но сепак судејќи според праксата таа не е толку спорна. Бидејќи праксата до сега била таква. И ако одиме по тој принцип, таа одлука и не е толку чудна или спорна. Но сега нели дилемата е Глигоров 91 година зошто на втората партија по освоени мандати не го даде на ПДП мандатот за состав на влада. Се сеќаваме? Јас сум малку повозрастен од вас. Не, добро, имаме разни преседани. Имаме разни преседани, имаме, да. Имаме случај со Гошов. Видите вака сега. Но сега морам да одговорам на почитуваниот да. професор за мнозинството граѓани за промени. Прво, јас сум човек, знам само дека константна е промената и промената носи напред. Ма јас колку знам, ова беше најреформска влада, додека не западна 2014 година во проблемите што ги создадува шарените револуции и насилството по улиците и така натаму, и тука веќе стагнираше. Тврдам дека најреформска влада, законите го покажуваат тоа и така натаму. Ај сега вака. Механичко собирање на бројките од изборите не може. Доколку имаше коалиција пред избор и се соберија тие гласови, и јас ќе речам пеки професоре, така. СДСМ ги избутка сите настрана да покаже како петел на буниште кој е главниот и не направи коалиција со никого. СДСМ рече за живот во Македонија, враќање на животот во Македонија. Вие Беса знаете ли со кој слоган одеше на избори? Препородба со Беса, ама еднаш не го спомна, а нонстоп збореше редефинирање на Македонија од нула. Македонија постои 25-26 години и Беса е последниот политички субјект што ќе прави редефинирање на Македонија, нека освои власт, нека прави редефинирање, нека не го менува уставот. Каде вие ги собирате тука заедно тие гласови, во која коалиција не постои? Дуи што рече? Одлучуваме заедно и може би еден од подобрите слогани да ви кажам. Заедно, ајде да седнеме на вас и да одлучуваме. ДПА што рече? Одиме напред. Сите разни, сега ПДП да не ги спомнувам, и ЛДП и сите, е најбитните. Добро, тие слогани многу ги сваќаат како флоскули, а вие сте ги сватили. Не, ја работам со нив 25 години и во нив има голема есенција и суштина. Со нив се победува кога слоганот ќе ти е во три збора, кога ќе ти биде и програма, и акциона платформа, и акциона програма, ти победуваш на избори. Сејаде. Само да се докажам, значи. Тие како ќе ги обединиме нека биле на една страна? Кај се гласовите на Левица? Левица е контра СДСМ. А не се тие заеднички гласи. Либералите кои имаа најдостоинствен став ги критикуваа едните другите. Зошто либералите да ги ставиме со СДСМ? Значи се прави таква погрешка кога во една торба сите гласови сакаме да ги ставиме, што или е нешто од непознавање, без намера никого да навредам, или е малку субјективно. Како ја не признавам дека како политички аналитичар сум во некоја мера субјективен или имам некои симпатии во моите изјави. Значи, ние мораме да се определиме за некоја опција. И тоа е добро да имаш став. Ама да кажеш све во една торба, не. Села, сосема друго села е близок само до Беса. Села не е близок до ДУИ и до ДПА, а Села е настанат Алијансата за албанците од крило од ДУИ и од крило од ДПА. Каде вие гледате дека тие со СДСМ имаат иста кауза? Не, ја не гледам така. Значи, ако е така, па тогаш треба да ги собереме гласовите на ДПА
на ВМРО ДПМН и на ДУИ, бидејќи сега преговараат, да ги симнеме тие 86.000 од овие, ќе се намалат многу, овие ќе се зголемат, ека пак ќе дојдат, ДПМН пак за 2 пратеника го тепа СДСМ и така натаму. Такво механичко кажување дека народот бил за промени, јас мислам дека не можеме да кажеме, него ќе го толкуваме словото како на уставот, така и на законот и ќе одиме чекор, степ бај степ, што велат луѓето. 600 кусур илјади граѓани кои што се определија за другите политички групации, за коалицијата СДСМ и да не ги набројувам сега сите, се мнозинство граѓани. Да не го повторувам ова што го реков претходно, дека и овие 450.000 не се 450.000, помалку сте 300-350.000 потрошувачи, членови и симпатизери, нели, потрошувачи на ВМРО ДПМН и коалицијата. Така да, јас пак стојам на стојалиштето да треба да се гледа интересот на мнозинството граѓани во Република Македонија при одлучувањето за тоа кому, ако не успее Груевски да формира влада, ќе се додели влада. Јас мислам дека мандатот треба да се додели на Заев. Да се надоврзам на ова што го кажа колегата Костов за кризата. Кризата има своја материјална основа. Кризата не е само политичка криза. Таа политичка криза произлезе од лошите состојби во општеството, лошите состојби во економијата, лошите состојби во здравството, лошите состојби во социјалата, лошите состојби во сите области на општествениот живот. Тоа е материјална основа на кризата и од таа материјална основа произлезе и политичката криза. Да состојбите во општеството беа добри, да се беше идеално, ќе можеше ли Заев да повлече симпатизери толку колку што повлече? Секако не. Секој ќе рече, почекај, мене ми е добро. Груевски работи отлично, јас ќе гласам за Груевски. Да. Сега. Значи, не треба да се гледа, секогаш треба да се гледа на се што се случува во општеството, она материјалната основа. Воз основа на материјалната основа после произлегуваат и други кризи, политичка криза, криза на моралот, и воопшто општествена криза, нели, сето тоа е системска криза, сето тоа прави системска криза, а таа системска криза има материјална основа во... Така, првиот пат, од почетокот професорот, реков ќе го претреам ова, 150.000 гласи на нечесен начин и со квалификативите што ги даде. Пошто го повтори, ќе морам да одговарам. Ако некој во овие избори работеше контр законот, ако некој на овие избори купуваше гласови, тоа беше СДСМ, и да ве подсетам, во 7 клучни градови не случајно се сменити началниците на полицијата, не случајно го бара Министерството на полиција и сите на терен, од моje Кочани, преку Куманово, Кавадарци, Прилеп, случаи што се фатени на подкуп, не се на ВМРО ДПМН, се на СДСМ, предметите се процесуирани во надлежните органи. Само во Кавадарци се обидува да направат замена на теза, му сместуваа на градоначалникот, испадна дека и тоа е лага. Ако некој купуваше гласови, да се докажам, тоа го правеше албанската емиграција, представена, олицетворена во лицето на Зоран Заев, и еве, толкувајте ми го случајот. Каде се прегласуваше? Теарце. 91 глас ВМРО, 80 СДСМ, овде ќе застана. Како може да се случи за 14 дена, СДСМ да освои 245 гласа, а ВМРО нешто малку да зголеми до 140 гласа? Што се случи во главата на тие гласачи? Имаме информации дека истите излезеле. 407 првиот пат, 404 вториот пат. Професоре, има една песна од Аба, мани. Со тоа работеше Заев, со тоа работеа џамиите,
И се случи тоа што се случи. Албанскиот народ, не целиот, ќе се свести што им направи Заев. Мнозинството албанскиот народ си го положи испитот, достоинствено си гласаа, си го дадоа гласот за БЕСА, за ДУИ, за ДПА, за Алијансата на албанците и така натаму. Гласовите за СДСМ ќе се анализират можеби со години и ќе се поручуваат во учебници. Тие гласови не се гласови на платформа, бидејќи таа е украдена од двери од Србија, таа е насадена овде. Тие се гласови купени за да се симне од вас ВМРО ДПМН и Добро, други. но- Толку за тоа, пошто вечера не е тема тоа. Морав да одговорам на професорот. А за економските, само вака, економските основи. Професоре, вие сте по уставно право, би ме замолил уште утре да најдете некој економско списание или годишник, месечник, да видите што е објавено ММФ, Светска банка, значи институции, не оние doing business или било што, за економски показатели за Македонија, и ако таму видите дека се тоа кореспондира со вашите квалификативи, јас ќе речам да, професоре, во право сте. ММФ и Светска банка сосема друга зборува за економските состојби во Македонија. До 2004 беа, како велеше несудената премиерка, бомбона беа. Но, од кога се излеа демократијата на улиците, од кога почна напаѓање на полицијата, на владата, на институциите, да се кршат канцеларии на председател на држава и така натаму, да, тачно е. Се измисли демократијата, западнавме во криза. Иначе економските показатели се прекрасни за една мала држава како Република Македонија. Економските показатели се такви да Република Македонија е една од најсиромашните, може би најсиромашна држава во Европа. Апсолутно неточно. Република Македонија е една од третината најсиромашни држави во светот. Неточно. Во Република Македонија платите се, просечната месечна плата е 360 и кусур евра, најниска во Неточно. Македонија. Не е најниска, е точна повисина. Ајде. Најниска во Македонија. Не во Македонија, мислите во Балканот, во Европа. Меѓутоа, економски показател е тоа што ние граѓаните живееме од година на година се полошо и полошо. Економијата мене треба да ми обезбеди поубав живот, сигурен живот, сигурна иднина. Тоа е економијата на оваа влада, економијата што ја водеше оваа влада. Во регионот Европа и светот цветат економиите. Знаете ли колку е задржана САД? Знаете ли на Холандија колку е задолжена? Знаете ли на Белгија што и се случува со долговите? Добро, јас Не зборуваме за Белгија, зборуваме за Македонија. Ќе морам да кратко да ве прекинам, бидејќи мораме да направиме една кратка пауза за реклами и ќе се вратиме во студиото.